Втор дневник на телеканал 1. Поштовани гледачи, добро дојдовте во него. Да погледнеме како изгледа насловната страница за денес. Стопанствениците од Радовиш на средба со градоначалникот Николов, преку диалог до подобрување на бизнес климата. Десет години постојње на паралелките за деца со аутизам во Струмица. Лидер во инклузијата за лица со аутизам, велат надлежните. Поморот на пчели им предизвикува главоболка на пчеларите. Бараат помош за истражување на причините. Во Собранието денеска продолжи конститутивната седница на која се дебатира за избор на председател, заменик на председател, членови нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Како и на претходните 6 продолженија на седницата беа изнесени реплики, контрареплики и процедурални забелешки од пратениците од ВМРО ДПМН кои повторно побараа СДСМ да се изјасни дали ја прифатиле така наречената тиранска платформа. Побараа од СДСМ да го прифати манифестот како што ја прифатиле тиранската платформа. Нивните излагања пратениците од СДСМ ги оценија како дефокусирање од точката на дневниот ред и блокирање на активностите во Собранието. Порачаа дека не постои тиранска платформа, туку само програма на реформска влада и го повторија барањето да биде ставен на гласање нивниот предлог Собранието да работи по 18 часот во интерес на заокружување на точката од дневниот ред. Председавачот на Собрание на конститутивната седница Трајко Велјановски од своја страна неколку пати ја повтори точката на дневен ред и побара пратениците да се воздржат од постојани процедурални забелешки и реплики. Конститутивната собраниска седница почна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на Законодавниот дом. На дневен ред на седницата е изборот на председател на Собранието на Република Македонија. По повод за честените навредливи изјави и коментари од официјални лица на Република Албанија насочени кон Република Македонија и нејзините граѓани, во Министерството за надворешни работи на Република Македонија вчера бил повикан на разговор амбасадорот на Република Албанија во Република Македонија. На средбата беше потенцирано дека изјавите на председателот на владата и министерот за надворешни работи на Република Албанија за двонационалност, именување на уставното уредување на Република Македонија се отворено мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Етикетирањето на македонците како славомакедонци е навредливо и дискриминаторски кон македонците и сите граѓани на Република Македонија, се наведува во соопштението од МВР. Воедно се додава дека било истакнато дека ваквите пораки се сериозна провокација за добрососедството кое сакаме да го негуваме и дека тие прават долгорочна штета на односите во регионот и поттикнуваат екстремистичка реторика. Она што ни треба во регионот е обединување околу интеграцијата во Европската Унија, мир и економски напредок. Затоа апелиравме да се прекине со провокациите, да се почитува сувереноста и да се работи на планот на добрососедството за доброто на сите во регионот, стои во соопштението од македонското МНР. Во меѓувреме продолжуваат протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. И за попладнево се закажани мирни собири во Струмица, Гевгелија и Радовиш. Во меѓувреме да ги слушнеме пораките кои вчера беа упатени од овие градови. Денеска имавме уште еден представник од Европската Унија. Меѓутоа, цврстиот став на нашиот председател е сосема јасен. Оставки од првичниот заклучок нема да има. Така да сите работи кои што треба да се решават во Република Македонија, ќе се решават внатре, ќе го решават македонскиот народ. Ме радува тоа. Така треба да биде. Им се понуди на опозицијата да се отвори и да се прочита тиранската платформа. Меѓутоа, тешко оди со тоа. Зошто?
тоа е сосема јасно, бидејќи преку оваа платформа се изигруваат државните и националните интереси на Република Македонија. Но едно ќе кажам, во 32 града во Република Македонија вечерва имаме преко 250.000 кои што учествуваат во маршот за заедничка Македонија. Браво! И тоа ме радува. Тоа е показател дека свеста кај македонскиот човек и тоа како брзо се подигнува. Свеста кој што овие 25 години може би беше во некоја латентна позиција, но искуството сосема јасно зборува. Не може повеќе македонскиот народ да се лаже. Секоја вечер сме овде заедно на протест. Додека не се предадат предавниците, додека јавно со писмена изјава кон народот не ја отворат албанската платформа. Ова е народен фронт. Македонците се борат за своите правдини. Го поздравуваме во почетокот објавувањето на манифестот за единствена Македонија, за национално обединување, за унитарна, политички стабилна и правна држава, за економски развиена држава со заштита од надворешни влијанија. За излез од кризата се потребни нови избори. Меѓутоа, нашиот дух, нашиот патриотизам нема да спласне до крај. Впрочем, во таа насока ќе бидат и моите зборови со кои сакам да ви се обратам. Скоро, пред месец дена, јас имав таа чест и одговорност прв на ова место да застанам пред вас смело, гордо, храбро и оддано, со вжештен патриотски набој да ви се обратам и да ви повикам да се одбраниме од едно тешко бреме надвиснато над Македонија, кој пустоши пред себе се, со единствена цел да се разнебити, распарчи, кантонизира, федерализира, бинационализира унитарноста и мултиетничкиот карактер на земјава. Тој сплет на непремислени духови, како од дома, така и од надвор, уште се плетка по нашиот бит со тенденција некого да замолчи, заплаши, покори, дури и уништи. Соединетите американски држави очекуваат брзо формирање влада која ќе биде посветена на реформската агенда и интеграција на земјава во Европската унија и во НАТО, порача денеска американскиот амбасадор во Македонија Джейс Бейли. Амбасадорот Бейли во изјава за медиумите по одбележувањето на денот на НАТО во Скопје рече и дека очекува партиите да ги исполнат сите елементи од договорот од Пржино. Запрашан да ја коментира изјавата на албанскиот премиер Еди Рама и други албански официјални лица, американскиот амбасадор истакна дека САД остануваат на ставот од пред неколку недели, соседите да бидат воздржани. What I've said several weeks ago, we would urge regional neighbors to exercise restraint and allow Macedonia to go forward with its process. It's obviously a sensitive situation. We have the United States uses the word Republic of Macedonia. We recognize Macedonian identity. Одиме во Радовиш, таму Сдруженијето на стопанственици одржа средба со градоначалникот на општината Сашко Николов со цел да им помогне да ги надминат препреките со кои се соочуваат. И причината и целта за основањето на ова здружение е стопанствениците заеднички да ги решаваат проблемите, но и полесно да допрат до институциите. Сдруженијето на стопанственици од Радовиш одржа состанок на кој се дискутираше за потребата од соодветни и стручни лица кои ќе го представуваат здруженијето и ќе ги решаваат проблемите со кои се соочуваат стопанствениците. Како што истакна Јуре Георгиев, председател на здруженијето, тие не ја обвинуваат локалната власт, но сепак бараат од нив повеќе да се грижат за стопанството. Да не испадне оти сте против локалната власт и се собираме против нив,
добро што да ја им кажеме, не сме партиски настроени. Не ни интересира дали ќе биде градоначалник од СДС, дали од ВМРО, дали некој од трета опција. Сакаме да кажем, ако имат слух, а треба да имат, уеднина да обрнат внимание малку повеќе на стопанство. Причината за основањето на ова здружение е стопанствениците заеднички да ги решаваат проблемите со кои се соочува стопанството и дека на тој начин институциите ќе имаат повеќе слух за нив. На средбата присутни беа и представници од општина Радовиш со градоначалникот Сашко Николов. Тој јавно ја поздрави иницијативата на здружението и истакна дека од голема важност за општината е функционирањето на ваквите здруженија. Иако Општина Радовиш, заедно со одредени релевантни фактори во државата и Европската унија, подолго време се обидува да формира тела кои што ќе бидат во функција на развој на стопанството, но за жал мораме да имаме предвид дека 2 години во државата имаме политичка криза која што на директен начин се одразува по функционирањето на одредени институции, но на поедини стопанственици во изминатите неколку години и дека општината и има излезено во пресед, во повеќе сегменти. Првиот човек на општината истакна дека со формирањето на локален економски совет, кој е директно иницииран од Европската унија, ќе бидат застапени сите представници на стопанствениците од Радовиш. Од 2015-2016 година се прават напори да се стави ова тело во функција, но општината согласно важечките законски регулативи во државата има доста минимални ингеренции во делот на директната помош на стопанството, изјави Николов. Проблемите на пчеларите продолжуваат и годинава. Минатата година беше оценета како една од најлошите за пчеларите. Од Сојузот на Сдруженија на пчелари бараат олеснување на процедурите за истражување и причините за поморот кај пчелите. Пчеларите во Македонија најчесто ни прават лабораториски анализи за причините за угинување на пчелите, кои се потребни со цел полесно да се дојде до одговори за поморот на пчели во последнава година. Од Сојузот на пчелари на Македонија велат дека овој проблем го изнеле на годишното собрание минатиот месец и од надлежните државни органи побарале поедноставни процедури за ваквите анализи, за кои трошокот нема да биде натовар на пчеларите, кои и онака трпат финансиски загуби поради умирањето на пчелите. Бараме тие процедури или да се поедностават и меѓутоа и финансиски тоа да се некако намали, бидејќи цела таа процедура за една лабораториска анализа некаде околу 2000 денари би чинела на секој пчелар, а треба секое пчелно семејство, значи да што е умрено треба да се направи такава анализа, бидејќи може од разни причини да биде умрено секое семејство, не мора да значи дека од иста причина. И на лабораториската анализа ќе се утврди дека не е од некоја заразна болест, значи умрено семејството, нема да се изврши надокнада на таа штета и на крајот излегува дека и пчелните семејства умрени како штета и тоа се финансиски средства што треба да издвојат пчеларите за таа анализа. За сега велат во Сојузот причините за поморот се уште само се предпоставуваат. Минатата година била оценета како најлоша за пчеларење, најверојатно поради лошите климатски услови, односно нивната промена. Во на зимскиот период имаше големи загуби, а загубите се движеа во некои пчеларници 30, во некои 50%, меѓутоа некаде за жал се движеше процент и до 90% на загуби. Тоа е алармантна бројка, би рекол. Ние од тие причини на нашето годишно собрание на Сојузот, кој го одржавме пред отприлика 2 недели, исто така разговаравме на таа тема, причините за загубите, значи во пчеларството. Во Македонија има 260.000 пчелни семејства и 3.500 пчелари, што е бројка која постојано се менува. Регионалниот синдикат на земјоделски производители денеска заедно со неколкумина земјоделци излегоа на, како што рекоа, предупредувачки протест пред подрачната единица на Министерството за земјоделство, барајќи исплата на субвенциите. Како што ветивме, денес земјоделските производители не само од Струмичкиот регион, колку што сме информирани, барем во 3-4 региони ќе излезат и масовно ќе ги побарат субвенциите пред се, бидејќи, како што знаеме, и покрај повеќите ветувања уште пред 15-20 дена, дека првите средства се
платени на нашите земјоделски производители, меѓутоа се до ден денес нема ниту дена стигнато на сметките на нашите земјоделски производители. Затоа упатуваме веќе еден од последните апели до надлежното министерство, пред се Министерството за финансии и платежната агенција, во најкраток временски период да бидат исплатени субвенциите на нашите земјоделски производители, а воедно упатуваме апел и до политичарите, сето онаа што се случува последните месец дена. Сакаме подхитно да биде формирана влада, затоа што покрај целокупното стопанство што страда и земјоделието како една од стопанските гранки, цехот го плаќаме и ние земјоделските производители. Според сето она што се случува, еве и присуството, барем колку што гледаме на мал број на представници на земјоделски производители пред се и дел од земјоделските производители, а според сите информации што стигнаа од теренот, уште во текот на вчерашниот ден и синоќа имало апелирање до земјоделските производители дека сите оние што ќе дојдат и ќе бидат присутни на денешниот прест нема да им бидат исплатени субвенциите. А јас едно ќе кажам, и да бидат овде, и да не бидат сите земјоделски производители, барем во близок временски период, нема да ги добијат субвенциите, бидејќи нема ниту денар во трезорот во Министерството за субвенција на база субвенционирање кај земјоделските производители. Општина Струмица денеска ја одбележа 10 годишнината од воведувањето на посебните паралелки за деца со аутизам. Веде градоначалникот Коста Костадинов истакна дека како локална власт ќе продолжат со поддршка и вклучување во образовниот процес на сите категории граѓани. Максималното обстојување на овие паралелки е предизвик за нас, а докажуван од фактот што во моментот покрај ученици од територијата на општина Струмица имаме ученици и од околните општини. Вашата поддршка, вашето присуство денес заедно со нас уште еднаш докажуваме и покажуваме дека треба да веруваме во овие деца и дека тие се исти како нас, но светот само го доживуваат поинаку од нас. Пред само 2 дена светот го одбележа 2 април, светскиот ден на свесноста за аутизмот, востановен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Една од главните цели на овој ден е подигање на свеста за аутизмот кај сите слоеви во општеството. Има и зошто да биде така, бидејќи податоците од Светската здравствена организација за минатата година велат дека 1 на 66 деца покажува знаци на аутизам. Каква е таа бројка во македонски рамки се уште е непозната, но факт е дека бројот на деца со аутизам рапидно расте. Денеска, одбележувајќи го овој ден, одбележуваме еден мал, но значаен јубилеј. 10 години од почетокот на образованието на ученици со аутизам во посебни паралелки во Општинското основно училиште Сандо Масев во Струмица. Во март 2007 година свечено беше отпочнато образованието за ученици со аутизам во посебните паралелки при Основното училиште Сандо Масев Струмица, по специализирани и адаптирани наставни план и програма за овие ученици во интегрирани услови, тоест во физички контакт со децата од детската градинка. Како прв пример за ваков тип на образование во државата, а веднаш по нас и останатите институции во Република Македонија го следеа нашиот пример и модел, како што се Штип, Скопје, Прилеп, Битола. На самото отварање јас запамтив, градоначалникот Зоран Заев тогаш рече: "Ова се наши деца, ова се наши простори, ова е и ќе остане наша општинска грижа. Мораме да ги чуваме и развиваме, а на ова нема да останеме." И така се случи. Од самото отварање на овие паралелки во 2007 година, покрај честите дидактички опремувања и поддршка на секој 5 години, реализираме по еден огромен проект поддржан од општина Струмица во правец на развој на ова образование, во правец на институционален развој на паралелките. Од почетокот па до денес, од тука поминаа и поминува вкупно 18 дечиња со аутизам и среќни сме што успеавме да разголемиме и оправдаме довербата кај родителите и стручната јавност. Министерството за образование и наука распиша конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта во Република Македонија според наставните планови и програми за гимназиско образование, средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби. Во гимназијата Јосиф Јосифовски во Гевгелија ќе се запишат 374 ученици во 11 наставни паралелки.
374 ученици во 11 наставни паралелки на македонски јазик ќе се запишат во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија во учебната 2017-2018 година. Министерството за образование и наука распиша конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта во Републиката според наставните планови и програми за гимназиско образование, средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби. Во гимназиско образование планираме да запишеме 5 паралелки со вкупен број од 170 ученици, по 34 ученика во паралелка. Во угостителско-туристичката струка, согласно конкурсот, објавени се уписи за 102 ученика за 3 паралелки. 34 ученика ќе се запишат во хотелско-туристички техничар, 34 ученика во профилот готвач и 34 ученика во профилот келнер. Во машинската струка планирано е да се запишат 68 ученици во 2 паралелки. Едната паралелка е за профилот автотехничар-мехатроничар 4 степен и едната паралелка е за автомеханичар 3 степен. И во економско-правната и трговската струка планирано е да се запишат 34 ученика во една паралелка, тоа е 4-годишно образование. Согласно бројката од 9 одделенци, просечната бројка изнесува од 20 до 25 ученици во паралелка. Најголем интерес се очекува да се јави во гимназиско образование, но во последните години постои тренд на запишување во стручните училишта, каде што после завршување на гимназиско образование, учениците можат да дојдат полесно до работа на пазарот на труд. Исто така очекуваме и упис на ученици од соседните општини, како што се Валандово, Богданци и Дојран. Традиционално ни доаѓа солидна бројка на ученици. Нашето училиште е атрактивно, понудува добри програми за работа, исто така етаблирани сме на мапата на европски училишта со реализацијата на неколку европски проекти преку Националната агенција за европски образовни програми, што на некој начин ја зголемува атрактивноста за упис во нашето училиште. Успехот и работата на Гевгелиската гимназија е докажан и на безброј државни и меѓународни напревари, каде што се постигнати забележителни резултати. Во продолжение на дневникот следуваат информациите од светот. Вчерашниот бомбашки напад во метрото во Санкт Петербург, при што загинаа најмалку 11 лица, а 51 се ранети, го изврши бомбаш самоубиец кој идентификуван како Акбаржон Џалилов, роден во Киргистан во 1995 година. Киргистанскиот државен комитет за национална безбедност денеска соопшти дека Џалилов е руски државјанин по потекло од градот Ош во Јужен Киргистан. Предходно руските медиуми, повикувајќи се на полициски извори, јавија дека бомбашот самоубиец е идентификуван како 23 годишен маж од Централна Азија кој бомбата ја внел во метрото во својот ранец. Некои руски медиуми пак објавија дека напаѓачот е идентификуван како Максим Аришев, 21 година, кој е државјанин на Казахстан. Меѓутоа, заменик директорот на Казахстанскиот комитет за национална безбедност Ниргали Билизбеков ги демантираше ваквите тврдења, нагласувајќи дека напаѓачот од Санкт Петербург е роден во Централна Азија, но не од Казахстан. Руските медиуми информираа дека полицијата при преглед на безбедносните камери претходно регистрирала едно лице за кое постоел сомнеж дека можеби е бомбашот самоубиец, но тој набрзо се пријавил во полициска станица отфрлајќи каква и да било поврзано со нападот. Како што јави ТАС, руската полиција синоќа издаде потерница по 2 лица поради сомнеж за поврзано со експлозија во метрото во Санкт Петербург. Британската премиерка Тереза Меј треба да докаже дека никаква сделка е подобра од лоша сделка, откако предложи прогноза за економските последици од Брекзит во случај Лондон и Брисел да не постигнат согласност како да се изведе процесот. Тоа го соопшти британската парламентарна комисија за напуштањето на Европската унија. Комисијата, составена од пратеници од различни партии, ја повика владата да соопшти што ќе прави ако не постигне договор со Европската унија во 2-годишните преговори. Меј нагласи дека е подготвена да ги напушти преговорите без никаква сделка, отколку да прифати лоша сделка, но владата не прецизира што значи лоша сделка. Парламентот треба да биде информиран за да може да оцени дали сделката е подобра или полоша отколку никаква сделка, изјави Хилари Бен, претседател на комисијата.
Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон ќе председава со состанокот на Советот за безбедност на Обединетите нации, на која ќе се расправа за тоа како ова тело би можело да се бори против забранетото нуклеарно оружје и ракетната програма на Северна Кореја, изјави амбасадорката на САД во Обединетите нации Ники Хейли. Седницата би требало да се одржи на 28 април. Мораме да разговараме за тоа што ние како Совет можеме да сториме за да се договориме со Северна Кореја. Се надеваме дека е можно повеќе министри да можат да дојдат на таа седница, изјави Хейли на пресконференција. Северна Кореја е под санкции на Обединетите нации од 2006 година поради развивањето нуклеарни и ракетни програми. Косовскиот министер за надворешни работи Енвер Хоџа изјави дека никој во Косово не може да побегне од договорот за демаркација на границата со Црна Гора. Ратификацијата на договорот е услов за добивање визна либерализација и тоа треба да се случи, посочи Хоџај. Како што јавува дописникот на МИА, ратификацијата на договорот за демаркација на границата со Црна Гора представува услов за Косово за отпочнување на процесот за либерализација на визниот режим со Европската унија. Но владеачката коалиција не успеа да ги обезбеди потребните 80 гласови за усвојување на договорот во парламентот, бидејќи опозицијата, но и неколку пратеници од владиното мнозинство го сметаат за неприфатлив, бидејќи според нив со него Косово губи околу 8000 хектари од својата територија. Поштовани гледачи, тоа беше последната информација во второ издание на Дневникот 20 часот е редовниот термин за новото издание на Дневникот со дополнително нови содржини. Поштовани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.